Неколку семејства од Кумановската дива населба спас побараа во Кочани. Овде тие веќе се 3 дена, откако населбата во која живееја во Куманово се претвори во воена зона. До сега во нашата општинска организација имаме 2 семејства евидентирано, така што имаме сознание дека има повеќе семејства што се раселени, представуваат во моментот во Кочани, но до сега имаме посета од 2 семејства. Се уште во шок од она што се случуваше во саботата, кумановци не сакаат да се појават пред камера и да кажат што и како преживеале. Тие во моментов се сместени во згрижувачки семејства и таму ќе останат се додека не се создадат услови за враќање дома. Тоа е процес кој можеби ќе потрае, зашто нивните куќи биле целосно разурнати. Во меѓувреме, Кочанскиот и останатите организации на Црвениот крст организираат хуманитарни акции за помош на настраданите. Црвен крст како организација помага само на оние луѓе што живеат во Куманово, што живеат во таа конфликтна зона. Само тие луѓе имаат право да добијат материјална помош од страна на нашата организација, од страна на Црвен крст. Во меѓувреме, од клиничкиот центар во Скопје добивме информација дека состојбата на повредениот полицаец од Штип е стабилна и по извршените операции тој е симнат на одделение. Сепак, до целосно заздравување и понатаму ќе остане во болница.